1.300 се небогатите пензионери во државата, а дури 77.000 се најсиромашните. Едните го допираат таванот, а на другите им останува дното. Во државата во моментов има околу 325.000 пензионери, чии пензии се во три групи и без малку сите правото на пензии го стекнале по основа на работен стаж. Но, колку од нив, кои пензии ги добиваат? Рекордот го држат 231 пензионер на кои последната пензија им била над 51.000 денари. Од нив 34 примаат по 53.691 денар, што е таванот на пензиските примања во државата. Во фондот за пензиско 1301 пензионер се водат како лица со најниски пензии, а диапазонот на примањата има од 39.592 па се до 53.691 денар. Иако бројот на овие пензии во однос на вкупниот број пензионери е мал, сепак разликата не значи равнодушност кај останатите. 53.000. Како не е превише, бе, тоа е ептен превише. Па јас сум 40 години работил, зијам 12.000. Ма превише, бре, јас сум пензионер 2 години, зијам 9.300. 9.300 Значи века до 14 минимално, нема тоа. Значи ако стават просек и кога чуват линеарно, треба да кажат ние 9.300, бар 10%, но тие 52%. За разлика од нив, дури 77.000 пензионери во државата секој месец се соочуваат со најниската пензија од само 10.179 денари. Дали овие пари се доволни за пензионерско спокојство? Јас сум пензионер, за мене е мала пензијата со 10.000. Трошкови, давачки. Премалку е, нормално. Има многу врски, комунали, исхрана, облекло, лечење и така натаму. Значи, со 10.000 не може човек да екзистира. Мала, тешка е. 12,5. И обстојувате ли? Не стасуват. Малку. Проблемот на ниските пензии е актуелен 30 години, а просекот од 15.412 денари никого не залажува. Донесените законски измени за усогласување на трошоците со пензиите врз основа на зголемување на растот во стопанството и просечната плата не помогнаа на пензионерите, бидејќи во меѓувреме стигна короната. Сега, растот и на производството и на платите е во дефанзива, а со тоа и пензиите. Од 325.000 на ништо не мислат само 1.300 пензионери.